Советот на општина Прилеп не го прифати извештајот на ПС Прилеп за безбедносната ситуација во градот за време на 2022 година. Од таму вела дека не го прифаќаат извештајот бидејќи тој содржал само статистички податоци за кои што тие се сомневаат дека се лажни. Оваа одлука за 2022 година се носела толку доцна затоа што командирот на ПС Прилеп не присуствувал на седниците кога на дневен ред ќе се поставила оваа точка. Во тоа прво полугодие 2022 година имаше сериозни нареди. Нарушување на безбедноста во сообраќајот, нарушување на јавниот ред и мир, одреден број, знаете добро, на запалени возила и тоа на високи функционери и во парламентот и локални функционери, голем број на масовни тепачки, на тоа следеше и таа акција која што ја презеде Министерството за внатрешни работи, односно привремена управа овде во полициската станица и носење на специјални единици кои што треба имаја за задача да го вратат редот и мирот онака како што треба да биде. Според претседателот на Советот на општина Прилеп, иако командирот на ПС Прилеп бил присутен на седницата, тој само немо ја проследил и не одговорил на ниту едно поставено прашање од советниците за безбедносната ситуација во градот. Има и учесници на полициската станица во меѓусебна тепачка дори се на должност. Не добивме одговори за тоа дека полициски службеници биле инволвирани во транспорт на мигранти и биле фатени во полициска акција во соседна Република Грција. Што се случува и кои се санкциите и дали воопшто има санкции со фамозната XXX група која што функционираше во предизборието, односно во 2021 година, не добивме, верувајте, одговор на ниту едно од овие поставени прашања на советниците. Од СВР Битола на целата оваа ситуација истакнаа дека ПС Прилеп во 2022 ги имала преземено сите потребни мерки за стабилна безбедносна состојба и токму поради тоа била зголемена ефикасноста на расчистувањето на кривичните дела за 4% во однос на 2021, а во областа на јавниот ред и мир имало намалување на вкупниот број на прекршоци за 9%. Во областа пак на сообраќајот во текот на 2022 имало намалување на бројот на сообраќајни незгоди за 3,5%, а значително намалување имало и во бројот на сообраќајни несреќи со потешки последици, и тоа намалување на незгодите со загинати лица за 25%, а со тешки телесни повреди за 45% во однос на 2021 година.